civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Денес е 3 декември, меѓународен ден на лицата со попреченост. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација одлучи овој ден да го одбележи поинаку. Не со формални честитки, со кои се честита денот на најмаргинализираната група граѓани во нашето општество. Ние решивме овој ден да го обележиме со објавување, согласно нашите законски надлежности, општи препораки до институциите, со цел да ги унапредиме и заштитиме правата на лицата со попреченост, што им се обезбедени со ратификација на Конвенцијата на Обединетите нации за права на лицата со попреченост и факултативниот протокол. Накратко, првата препорака, општа препорака, ја упатуваме до Државната изборна комисија и препорачуваме во најкосможен рок да ги превземе сите потребни действија во насока на обезбедување пристапност и соодветно приспособување на гласачките места, со што ќе се овозможи еднаков пристап на лицата со физичка попреченост до и во гласачките места широм земјата. Ќе добиете копија од сите општи препораки. Втората општа препорака ја упатуваме кон Министерството за здравство, а се однесува за обезбедување на пристапност на вакциналните пунктови со ковид вакцини. За жал, вакциналните пунктови се уште не се пристапни за лицата со различен степен и вид на попреченост. Затоа препорачуваме во најкосможен рок да ја исполнат обврската што веќе ја добиле со акцијскиот план за 2021 година, забележана во точка 45Д, со која Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост побарала да се обезбеди достапност и пристапност до здравствените установи и здравствени услуги со отстранување на физичките препреки, особено при вакциналните пунктови. Исто така, до Министерството за здравство им препорачуваме да превземат мерки и активности да ги информираат лицата со попреченост во однос на процесот на имунизација во формат што ќе е прилагоден на нивните специфични потреби. Дополнително, Министерството за здравство препорачуваме да организира процес за издавање на соодветни потврди на лицата со попреченост кои заради својата здравствена состојба не се во можност да се вакцинираат. Без таква потврда, нивниот пристап до јавни простори им е оневозможен. И тоа трае колку што трае пандемијата во Република Македонија. Исто така препорачуваме до Комисијата за заразни болести да и предложи на владата усвојување на посебен пакет мерки за ефикасна здравствена заштита и да изнајде начин за ефикасна имунизација на лицата со попреченост. И се разбира, при тие мерки, тие мора да го земат предвид степенот и видот на попреченост кај лицата. Третата препорака ја упатуваме заради унапредување и заштита на човековите права и достоинство на осудените лица со попреченост и почитување на нивниот физички и ментален интегритет за време на издржувањето на казните во казнено-поправните установи. Затоа препорачуваме Министерството за правда веднаш да подготви итни измени на Законот за извршување на санкции и да предвиди во посебна глава да ги утврди правата на ваквите лица. Условите во нашите затвори не дозволуваат нормално извршување на судска правосилна пресуда, бидејќи немаат пристап ниту до хигиенски услови, немаат пристап ниту до здравствени услуги и тоа е еден голем и сериозен проблем за кој ќе треба отворено да разговараме и за кој ќе треба сите да се потрудиме.
на управата за извршување на санкции и препорачуваме да изготви акцијски план за мерки и активности и да обезбеди финансиски средства за овозможување на целосна инфраструктурна пристапност на објектите во кои лица со попреченост се издржуваат својата законско изречена казна. И се разбира, морам тука да ги потенцирам, управата за извршување на санкции мора да внимава на европските затворски правила, кои велат затворските услови кои ги загрозуваат човековите права не може да се оправдаат со недостиг на финансиски средства. И последната и главна препорака е насочена точно на денот на 10 годишнината од ратификацијата на оваа конвенција и факултативниот протокол. Досега е формирано национално тело за следење на примената на оваа конвенција, но сите добро знаеме дека резултатите не се задоволувачки. Затоа препорачуваме Националното координативно тело за имплементација да поднесе извештај за реализација на акцијскиот план за оваа година и веднаш да почне да го подготвува акцијскиот план за 2022, во кој ќе се предвиде итно транспонирање на сите одредби од конвенцијата во нашето законодавство. Се разбира во сите ресорни министерства. Се препорачува владата да ги усвои предложените измени и дополнувања и да ги достави до Собранието на Република Северна Македонија. А на Собранието му препорачуваме да ги процесуира овие измени и дополнувања во скратена постапка, доколку е можно во текот на 2022 година. И конечно му препорачуваме на Министерството за труд и социјална политика во најкосможен рок да започне со активности за формирање на регистар на лица со попреченост според степен и вид, за да може да се креираат реални политики, ефикасни политики во насока на унапредувањето и заштитата на правата на лицата со попреченост. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.